Скопје во 2 болници доби 2 првородени деца во 2026 година. Едно девојче точно на полноќ со царски рез дојде на свет во државна болница, а 2 девојчиња близначки исто така со царски рез се родија во гинекологија Чаир. И двете локации беа добра можност за дупло сликање на политичарите и за можноста за дупли подароци кои ги врачија. Секако дуплиот настан беше можност тие што не дадоа изјава на едното место, да кажат прикладен збор 2 на другото место. Но најважно од се е што мајките и децата се добро. Првото бебе се роди во 00 часот со телесна тежина 2520 грама, 47 сантима. Второто бебе се роди во 001 минута, женско новородено, со телесна тежина 2010 грама, 43 сантима, и бебињата и мајката се во добра општа кондиција. Затоа, Евгенија беше родена со царски рез, тешка беше 2 кг и 800 грама, 48 сантими и Апгар скоро 8,9. Огромна благодарност до целата дежурна екипа предводена од примариус доктор Павловски кој што го изврши царскиот рез, до сите сестри, болничари, техничари кои што учествуваа и кои што придонесоа породувањето да се изреализира онака како што треба. Денеска пациентката е сместена на оделот за пуерпериум, се чувствува добра, ја видевме, ја посетивме горе и се надеваме за многу брзо ќе ги спратиме дома и ќе имаат прекрасни моменти целосно семејство. Мајката на близначињата е на 26 годишна возраст, а на бебето родено во државна болница има 38 години. Инаку политичарите пак се радосни од тоа што првите деца од годинава се девојчиња. За нив тоа значи плодност и берикет и затоа веруваат и не уверуваат дека оваа 2026 година ќе биде добра година за сите нас. Тоа значи во нашата традиција дека девојчињата се благослов. Оваа година ќе биде благословена година. Ние како Министерство за здравство ќе инвестираме и понатаму во инфраструктура и во капацитети кои што се достоинствени за секој новороденче во нашата држава. Секое ново раѓање е богатство за нашето општество и силна мотивација да продолжиме да создадеме подобри услови за децата и семејствата. Ова е плодна година, почнува со женски бебиња и потоа што до сега има 7 бебиња, така да мислам дека ќе биде плодна и успешна година. Скопскиот градоначалник Корце Ѓоргиевски традиционално им ги врачи новогодишните подароци на мајките и на бебињата. Според него нема ништо чудно што тој е градоначалник на град во кој имаме 2, во овој случај 3 првородени бебиња во новата година. Така што јас многу повеќе како може да се каже релативно представник на помладата генерација политичари во државата, се трудам да се фокусираме на она што се реални проблеми, не на фикции кои што во минатото некој ги создал за сето тоа да прави политики. Инаку ноќеска се продолжи традицијата првороденчињата на свет да доаѓаат со царски рез. Ова не е само медицинска потреба, туку во последнава деценија станува се поголема условно кажано мода и Македонија е сериозно над светскиот просек за вакво породување. Ова го виделе докторите, па почнаа да бараат решение. Имаме апел дадено до Сдруженијето за обстетричари и гинеколози, каде што треба да се повикаат сите менаџери на другите родилишта, како и на приватните болници, и каде што треба еден консензус да се донесе за оние индикации, што мислам дека ќе ги поттикнеме и самите здруженија ќе поработат на тоа. Целта е во иднина докторите да ги информираат родилките за последиците од царски рез и дека затоа е обновена едукацијата на идните мајки за безболно природно породување. Инаку светскиот просек за породување со царски рез долго време беше околу 15%, но во последно време се зголемува и е околу 21%, со тенденција да се доближи до 30%. Во Македонија овој просек е 38%, но има истражувања кои што покажуваат дека ова се доближува до 41% од сите породувања да се со царски рез.